Здраво на сите, јас сум Стефан Антонов Атлетик, се добродојдовте во нашето видео кој гласи вежбање на машини и вежбање со слободни тежини. Кои се придобивките и кои се негативните страни. Значи, вежбањето на машини е добро за почетници, затоа што може да креира навика, значи да се стават во програма. Тие се придобивките од тоа. Значи, можеш лесно да се патиш, не добиваш некои големи придобивки од кревањето за разлика од кревањето тежини и не ги таргетираш сите мускули како што е да речено со слободните тежини. Придобивка на слободните тежини може да таргетират повеќе мускули во една вежба, да речеме, тези таргетираат секој мускул од задниот синџир, па и гради таргетира, значи нема мускул што не го таргетира, затоа е правно сите вежби. Потоа чучени таргетираат нозе, грб, се и сешто. Значи само да кажам дека тие и да извежбате 3 вежби доволно е за да го завршите тренинг. Значи вие можете да направите програма каде што ќе направите на цело тело и да ги таргетирате сите мускули и да зачувате на време, да извежбате многу ефикасно и да имате нешто придобивка од тоа. Значи функционален тренинг е нешто што помага, што можете да правите со слободни тежини, додека не можете да го направите со машини. Машините како Смит машина речеме правите чушеви, со Смит машината е многу лошо и не го препорачам. Зошто? Затоа што креира многу голем притисок на ребетот и не ги таргетира сите стабилизатори, или не го таргетира јадот исто како чучеви. Додека чучевите се многу подобри со слободна тежина, зашто? Затоа што едноставно можете да вежбате со поголем интензитет и ако правите правилно имате поголеми придобивки, повеќе мускули таргетирате и ви се зајакнува јадот нормално. Значи тоа е една од најдобрите работи што можете да направите. И сега лошата страна на слободните тежини е тоа што треба време да ја научите коректната форма, бара многу внимание на тоа, бара посветеност и бара да знаете кои вежби се најдобри за вас. Не можете веднаш да знаете кој растојание треба, не знаете каде нозете треба да се стават. Значи има многу работи што некој тренер ќе ви каже, ќе ви даде еден пат. Затоа е најдобро, ако сакате да кревате со слободни тежини, е да имате надзор од тренер. Тоа е најдоброто нешто што можете да направите и ќе видите брзи резултати. За разлика, изолацијските вежби имаат голема придобивка, но тие придобивки ќе да речеме, ако сакате најнакрај да го напумпате мускул. Дури е најдено дека изолацијските вежби немаат никакви придобивки за луѓе што вежбат и 3 години. Значи, колку повеќе ги товариш, нема никакви придобивки. Истиот ефект можете да го добиете со згибови, истиот ефект можете да го добиете со бенч прес, истиот ефект можете да го добиете со разбрак. Дури погледнете ги сите вежбачи што немаат никакви ствари како кросфитер, како стрит воркаут и олимписките кревачи, значи тие вежбаат само со шипка и видите како изгледат. Значи тоа е една од најдобрите работи што можете да направите за вашето тело. И се надам дека овој видео беше информативно, лайк, шер, субскрайб на нашиот канал и ако имате некои работи, слободно коментирайте, прашајте ги по нашиот YouTube канал и до наредниот пат. Се гледаме. Поздрав!